Добре, криптоентузијасти, може би едно од најбитните видеа кои што досега сме ги направиле. Значи имаме многу информации преку кои што треба да преидеме, верувајте ми. Информациите кои што ќе ви ги даде моментално се безценети. Ова е на некој начин инвестигативна работа наша и на неколку други канали. Со тоа што ние сумиравме се во едно видео и се обидуваме тоа да ви го пренесеме на македонски јазик многу битно, со тоа што моментално ова е фактички главната причина која што го стагнира пазарот и која што веруваме дека ќе продолжи да го стагнира, така да следење на оваа ситуација е многу битна со цел да знаеме каде се наоѓаме во самиот bull market. Сега, зошто е ова толку битно? Значи, оние кои што го гледаа нашето вчерашно видео техничка анализа, се оприлика запознати, оние кои што не го гледале би сакало ова да го напоменам сега, односно Operation Choke Point. Choke Point би значило, да речеме, точка на давење. Зошто би било ова проблем? Значи, ова е уствари измислица на американците, за жал, која што на некој начин владата во Америка за време на мандатот на како да се каже црнецот Обама, значи доаѓа до на некој начин многу добар или идеја за практично незаменлив инструмент со кој што ќе може да се елиминираат сите оние, да речеме, играчи на пазарот кои што вас не ви се потребни или кои што сметате дека се ризик. Сега, што уствари станува збор? Значи, знаете и сами дека владата во Америка има големи ингеренции, посебно нејзиниот председател, кој што дури и без дозвола на Сенатот, например, или Конгресот во Америка, може да направи многу работи кои што се во други земји незамисливи. Односно, знаете и сами дека парламентарни демократи најчесто се checks and balances, односно овие рамнотежи направени помеѓу парламентот и председателот и суството со цел да се зауздаат сите овие власти на некој начин да немаат преголема слобода за да може да прават што сакаат. Со тоа што во Америка тоа не е така, значи во Америка председателот има многу голема улога и истиот може да презема ствари кои што во другите земји се незамисливи. Нели, Америка е демократија. Сега, што уствари тоа значи? Дека практично со наредба, значи ова иако не е официјално, со наредба во 2013 година преку ова е DOJ, односно Department of Justice, или пак во наш превод би било Министерство за правда, е дадена наредба на практично банките да ги сузбијат овие наведени овдека бизниси со тоа што ќе им ја ускратат значи пристапноста до банкарски услуги. Зборуваме било каков тип на банкарски услуги, значи дури до степен да не можат овие бизниси да отворат ниту сметка, а не пак да поземат пари или пак да прават трансакции преку истите. Со тоа што ако вие сте бизнис базиран во Америка, тоа е многу голема пречка со оглед на фактот дека на крајот од денот не може да функционирате без банкарска сметка, знаете и сами. Со тоа што ајде за овие би можели да разберам зошто го велам тоа, значи овдека станува збор за на некој начин бизниси кои што се генерално доста штетни за едно општество, како што е на пример продажба на лотарија, понзи шеми, значи бизниси кои што работат со огнено оружје или пак со огномети во оваа ситуација, значи пиротехника, get rich products, значи гледате, имате многу ваков тип на бизниси кои што реално се штетни во едно општество. Сега, што е битно во оваа ситуација што треба да запазиме е тоа дека и во првиот, значи во ваквата прва операција, значи coin dealers, односно во оваа ситуација се менувачници кои што во тоа време се во првиот bull market 2013 година, исто така биле таргетирани од оваа операција со тоа што на некој начин се сузбиваат вашите врски со банките и на тој начин ви се лимитираат многу вашите операции. Така да во оваа ситуација, значи гледате и сами дека, значи уште во првиот биле опфатени фактички нели оние први берзи кои што се наоѓаат во 2013 година во Америка. Со тоа што зошто го велам ова? Значи, нус појава на првата операција Operation Choke Point е и појавата на Tether. Односно, можеме да видиме дека поради тоа што се сузбиени фактички услугите кои што банките ги даваат, Tether самата по себе во 2014 година е формирана во британските Virgin Islands. Значи, зошто е тоа направено? Тоа е направено буквално поради ова. Затоа што, значи, вие едноставно ги сузбивате компаниите кои што работат со крипто на почеток од 2013 година, на самиот почеток на крипто сферата, истите едноставно се
основаат на сосема други места надвор од Америка, што уствари било нус појава која што помогнала да децентрализација на самиот пазар. Значи тоа било добро во тој момент, сега ќе разговараме, има многу аспекти од ова што мораме да ги разгледаме, но мораме да почнеме од почеток. Така да еве само да ви покажам дека значи уште во тоа време најголемиот ишуер, односно минтер на стейблкоини USDT, односно Tether, се формира надвор од Америка буквално поради првата ваква операција. И како што може да видите и сами, значи Binance е се уште надвор од Америка поради таа причина. Дури мораа да формираат втора компанија која што наводно не се поврзани. Binance и Binance US, но тоа е една од главните причини поради кои што Binance уште од самиот почеток не се наоѓа во Америка. Сега, тоа е чисто да видите како изгледа, значи ова на некој начин идеја, а сега ќе поразговараме детално за тоа што моментално се случува и можеме да ги видиме сите чекори кои што ги превземаат во вториот дел од оваа операција, односно Choke Point 2.0, така ја нарекуваат, со тоа што да не заборавиме дека официјално оваа операција во август 2017 година е прекината со доаѓање на Доналд Трамп во президентската позиција во Америка, но како што можеме да видиме и понатаму истата продолжува да постои скриено само за одредени бизниси кои што се непожелни за Америка. Сега, оваа идеја главно потекнува од Ник Картер, значи кој да е овој репортер на финансиски, да речем, пазари, кој што самиот по себе значи ја дава оваа идеја уште на почетокот на овој месец, односно овој Choke Point 2.0, каде што истиот преку многу примери покажува моментално како администрацијата во Америка, посебно Демократската партија во Америка, се обидува да се справи со крипто. Да не заборавиме, значи ова директно потекнува од еден инцидент. Значи можеме да видиме дека истото не потекнува ниту од падот на Terra Luna, ниту од падот на Celsius, ниту од падот на Four Arrows Capital. Зошто е тоа така? Затоа што знаете и сами дека моментално доколку банка падне во една држава, значи државата не може да дозволи тоа да се случи затоа што ќе има општа криза во земјата поради страф и недоверба во финансискиот систем. Но доколку некоја приватна компанија пропадне како Terra Luna или како Four Arrows Capital, која што е само инвестициски фонд, или Celsius, која што е уствари на некој начин лендинг платформа, истите не се должни во ниту еден момент да реагираат и тоа го користат како пример, како ете сега ќе научите од вашите грешки, така, очекувајќи дека тоа ќе биде доволно страф. Но со падот на FTX, кој што знаете и сами беше катастрофален, повлечени се уште две банки кои што биле директно задолжени за трансакциите и работата на самата FTX, а тоа се Signature и Silvergate. Тоа се две големи банки во Америка кои што директно соработувале со FTX во целата оваа ситуација и истите се директно погодени од ова, сега ќе образложиме како, но пред да продолжиме чекор по чекор да ги образложиме стапките кои што ги превзема американската влада и некои од нив се доста и невидливи за нас, затоа што сме фокусирани на криптопазарот, би сакал само да напоменам некои од точките кои што моментално ги има опфатено овој новинар овдека, како на пример уште претходната година на 6 декември сенаторката Елизабет Уорен и уште некои други, но Елизабет Уорен е уствари една од најголемите критици на критичари, тоест на криптосекторот и она е еден од главните пропоненти кои што го поддржуваат Гери Генслер во неговата работа против криптосекторот. Со тоа што исти, значи на декември 6 праќаат писмо до значи крипто пријателската банка Silvergate, ќе објасниме зашто е крипто пријателска, запомнете го тоа. Значи, еве само да ви покажам со колку моментално работела Silvergate, само да најдем. Silvergate е најголемата банка која што соработувала со FTX, но гледате со кои се друго соработува. Значи, најголемите менувачници во светот заедно со Circle и Paxos, кои што се најголемите issuers на USDC и BUSD и USDT, и TUSD, извинете, се уствари клиенти на самата Silvergate. Сега, проблемот е што до овој момент, значи, се додека банките не се замешани во ваков тип на колапс, се е во ред. Но во моментот кога имаме ситуација на пад на FTX, нормално и политичарите во Америка се опфатени во целата оваа ситуација, затоа што значи стравот кој што настанува од пропаст на FTX, кој што директно се одразува на ликвидноста на една банка, како што е Silvergate и како што е Signature, директно може да се одрази и на економијата на Америка. И ова е појдовна точка од кој момент фактички гледаме дека администрацијата, посебно Демократската партија во Америка, врши директен притисок на се што е поврзано со крипто.
почнувајќи со овие две банки, каде што на 6 и на 7 фактички е вршен директен притисок врз Silvergate и Signature како практично директни соработници со крипто компании, менувачници и слично. Со тоа што овдека се напаѓаат Silvergate за тоа што се пријателски настроени кон крипто, додека на Signature, буквално му е најавено дека мора да ги преполови депозитите кои што ги има примено од крипто клиенти. Замислете, политиката директно се меша во работата на приватна банка. Тоа е демократијата во Америка. FDIC и OCC се уствари служби, не е ни битно во Америка, даваат заедничка изјава со која што објаснуваат дека има голем ризик на банките кои што работат со крипто секторот. Гледате до каде доаѓа ова. Тоа е она што го кажа, ако сеќавате, имаше еден репортер го кажа тоа јавно, дека не експлицитно и ги банираат банките да работат со крипто, туку им налагаат дека има многу голем ризик со тоа што знаете и сами дека банка не може да функционира без благослов на самата држава. Односно, ова е уствари им се кажува на банките дека треба да пристапат кон намалување на работата со крипто, било каков тип на крипто ентитети. Сега, како го прават тоа? Ова е само на почеток. И сега гледате, овдека имате веќе листа на тоа моментално што уствари се случува и како сето тоа се врши како притисок врз банките. Со тоа што на 9 јануари Метрополитен, комерцијалната банка Метрополитен, една од преостанатите неколку банки кои што работат со крипто клиенти, најавува дека комплетно ја затвара својата крипто поврзана, практично гранка, да речеме, одреден оперативен дел од банката кој што работи со крипто. Замислете, ова се случува само во неколку денови. 9 јануари Silvergate вика, тоа сега ова е интересна работа која што треба да напоменеме, поради стравото тоа што моментално Silvergate е поврзан со FTX, неговите хартии од вредност се преполовуваат поради страв затоа што луѓето едноставно ги продаваат затоа што мислат дека Silvergate е директно погоден од падот на FTX, што е нормално, тоа е банк ран. Binance, се сеќавате ова, многу од нас се чудевме зошто е тоа така. Signature Bank, тоа е една од оние погодени банки од FTX. Намалува, да може да се вели, ќе може да прават процеси на трансакции само по големи од $100,000, кои што директно мора да бидат запишани и пратени на SEC и на останатите институции во Америка, што значи дека тоа е директно следење на трансакциите, а второ, на тој начин се ограничува 99% од корисниците на Binance. Не многу корисници на Binance може да си дозволат трансакции од $100,000. Така, на тој начин на што тоа било уствари. Така да гледате, се повеќе и повеќе банкиве се буквално притиснати да целосно престанат да даваат услуги на било каков тип на криптоентитети. Исто како што овдека можеме да видиме, била ситуацијата во првата ваква операција од 2013-2017. Односно, ова се, истиот, како што можеме да видиме репортер, ова се јавни информации, може да ги проверите сите една по друга, ќе може да видите дека многу други репортери исто така, пријавиле дека ова се случува. Сега, да објасниме како го прават тоа. Не е битно, сега може да продолжиме уште 20 од овие точки да ги поминеме и да образложиме дека тоа се случувало. Ја не гледам причина зашто не би не верувале, од друга страна пак ќе кажам може да го проверите во било кој време. Како го прават тоа? Еве прост пример. Моментално моментална ситуација која што сакав да покажам со овие две вести е дека моментално директно се погодени и Silvergate и Signature, од ситуацијата со која што они се поврзани со FTX. Односно тоа што работеле со FTX, директно прво губат доверба клиентите, оние кои што претходно веќе имале или хартии од вредност или пак чувале капитал во овие банки, а второ самите по себе, ваквата на некој начин лоша репутација веднаш е, како што кажавме, на удар на самите политичари или институции. Со тоа што уствари прават. Прост пример. Знаете и сами дека банките во денешно време мора да имаат соодветна оцена. Така, тоа е оцена која што на некој начин им дава легитимитет и престиж во тоа, колку е добра оваа банка за да се соработува со неа. Со тоа што веднаш, гледате, на 9 декември
веднаш после ваквиот колапс на FTX и откривање на поврзаноста на Silvergate и Signature со FTX, значи нивната оцена е намалена, како што можеме да видиме, а со ваква лоша репутација едноставно прашање на време кога ќе почне едноставно и оние останати инвеститори кои што ги имате во вашата банка, како и оние кои што имаат своји средства во вашата банка, да едноставно излезат од вашиот бизнес. Така да, ваквиот даунгрейд на оцената на банките е директно инструмент со кој што може да вршите притисок врз истите. Сега, веднаш после тоа, администрацијата, значи ова е, нели, чија администрација? На склеротичниот, така, на Бајден. Значи администрацијата, пазете, кога се случува? 27 јануари, значи во тек на целата оваа ситуација. Сега, да не одиме низ истата, но, вели, ова е роудмап на администрацијата со цел да го намали ризикот од криптовалути. Значи, не само тоа што Department of Justice, односно самото Министерство за правда, како и сенаторите, вршат притисок заедно со овие агенции за давање на оцени на банките со намалување на нивната оцена, туку и самата администрација директно под покровителство на овој сенилниот, значи издава родмап со кој што се налага не само на банките, туку и на институции како пензиски фондови, да не навлегуваат во било каков тип на финанси, односно финансиски трансакции со криптовалути, затоа што тоа е премногу ризично и ова може да го најдете, може да поминете низ него, ќе видите дека и самата White House, нивната бела куќа, заедно со сенилниот, бараат од сите големи субјекти во Америка да едноставно не навлегуваат во било каков тип на соработка со криптовалути. Значи, погледнете. Згоре на сето тоа, значи, Министерството за правда во Америка, со цел да ги заплаши останатите банки, влегува во истрага против Silvergate, која што се уште не е завршена и се уште не е познато што се случува, значи ова е на почетокот на февруари, каде што значи моментално се обидува да осознае дали Silvergate имал коминглинг, како што они го нарекуваат тоа, односно злоупотреба на средства кои што се подигнати фактички од клиентите на FTX, односно дали овие средства биле користени против право. Уште еднаш ќе напоменам, значи ова се клиентите на Silvergate и може да замислите зошто истиот моментално толку голем притисок има во целата оваа ситуација. Сега, тоа е начинот на кој што, значи, администрацијата во Америка прави директен притисок во било каков тип на банка која што се работува со крипто сектор. Што значи дека на тој начин на било не само, значи да не забораваме, ова не е само за менувачници, ова е за било каков тип на проект. Да речеме моментално некоја значи како го прави тоа? Не заборавајте дека по големиот дел од проектите кои што моментално се наоѓаат во криптосекторот, секогаш има некаков тип на фондација која што се грижи за напредокот и унапредувањето на ваквиот блокчейн. Знаете, сами Ethereum има, Cardano има, Algorand, значи и листата оди понатаму. Значи најчесто имаме некаков тип на фондација која што најчесто исто така, за жал, е базирана значи во Америка. Така да многу едноставно е да се изврши притисок врз ваквата финансиска институција, иако е нели фондација, со тоа што ќе се затвори било каков тип на банкарска услуга. Нема сметка, не може трансакции да се прават, не може да се добие било каков тип на капитал. Едноставно во денешно време знаете и сами дека без банкарски сметки вие не може да функционира. И во оваа ситуација да не забораваме дека тоа не се прави само на држави, че да го земеме тоа на глобално ниво. Што моментално и прават на Русија. Че главната санкција беше дали да се исклучи од SWIFT. А што е тоа? Исклучување од светската банкарска мрежа. И овдека е истата ситуација, само што тоа го прават на локално ниво и на територија на Америка, а знаеме и сами дека за жал се уште најголемиот бизнис, односно најголемата, да речем, најголемиот капитал во криптосекторот се уште се наоѓа во американското тло. Сега, тоа е како се прави притисок врз банките да не соработуваат со крипто. Додека знаеме и сами дека главниот притисок кој што моментално се врши врз криптосекторот е оваа жабава Гери Генслер, кој што моментално изјави, ако се сеќавате, дека се освен биткоин представува хартија од вредност и моментално на овој начин се обидува да се заплаши целиот криптосектор. Значи, пак ќе кажам, пред да продолжим понатаму, мораме да разбереме дека политиката на Америка не е политиката на целиот свет. Односно ќе погледнеме дека целиот свет е многу по крипто-френдли, за разлика од моменталната ситуација во Америка, така да ова што ви го кажам моментално се однесува исклучиво на Америка. Така да не сакам веднаш да се уплашите, че ова е само првиот дел од видеото кој што моментално го гледате, изгледате го цело,
пред да донесете заклучок. Не значи дека вие треба сега да отидете и си ги продадете сите криптовалути, значи слушайте го видеото до крајот со цел да разберете каква е целосната слика и кој е најголемиот ризик кој што моментално доаѓа во криптосектор, значи уште еднаш ќе напоменам, на почетокот на овој видео сме се уште, значи до крајот на овој видео ќе видите дека Америка има джокер во ракавот и ќе се обиде да го искористи со цел да го не само манипулира, туку контролира целиот криптосектор. Значи јас не можев да верувам како може да го пропуштиме тоа, ќе видите, ќе ви објаснам до самиот крај на видеото, останете со нас. И сега, моментот е што, значи моментално прво мораме да разбереме дека СЕК, односно Комисијата за хартија од вредност во Америка, нема ниту блиску до доволно ресурси за да може да го нападне целиот криптосектор, колку он тоа и да го сака. Второ, не постои закон врз кој што може тоа да го направи, со оглед на фактот дека се уште не постои регулаторна, значи зборуваме легислатива со која што ќе може тоа да се направи. Ова што Жабава ја прави, моментално е буквално оно што го вели он enforcement, практично се применува правото преку присила. Но присила врз основа на што? Значи они навистина не поседуваат право за да може тоа да го прават. И трето, се уште не е одлучено дека он ќе биде тој што ќе биде одговорен за целиот криптосектор, односно неговата комисија за хартија од вредност, посебно со оглед на фактот дека постои тивка војна помеѓу СЕК и CFTC, односно тоа е комисијата за futures и commodities, односно тоа е уствари комисијата за суровини, така речено, во оваа ситуација би одговарал тоа име. Значи, се уште постои војна помеѓу овие две големи комисии, за тоа кој ќе провлада и кој ќе биде одговорен да се спроведува регулативата која што се уште не постои на територија на Америка. Ова негово моментално што гледате е wishful thinking, што велат, односно он само си замислува дека е одговорен и се изјавува на некои таму нивни локални медиуми. Така. Значи, уште еднаш ќе напоменам, ова е само заплашување, односно плашете се сите што сте во криптосферата дека моментално може да одиме против било кој проект. Значи, тоа е она што моментално мора да го разберете и ова гледате дека е координирано. Да не забораваме дека ова кога излезе и кога кажа, значи ваква ова иста само момент да најдеме каде беше. Да, беше оваа статија. Значи, се сеќавате кога ви кажав, една од сенаторките која што постојано зборува против крипто, Елизабет Уорен. И во оваа ситуација излезе јавно го поддржа дека Гери Генслер работел, не знам, одлично, односно се што може да се направи само да се сузбие напредокот на криптосектор. Сега, мораме да ги запазиме чекорите кои што моментално се ги презема со цел да се запре напредокот на крипто. Значи, зошто го велам ова? До сега објаснуваме како моментално банките се принудени по притисок да престанат да соработуваат со крипто, а сега моментално истото се случува и во крипто секторот. Односно, ако се сеќавате, Кракен, значи беше оптужена и веднаш значи истата истапи, односно не сакаше да оди на суд, престана, значи пазете сега, престана со стейкинг, ќе бидат вратени се што е моментално стейкано во Америка назад на клиентите и ќе плати 30 милиони на СЕК. Но, постојано кажувам тоа, ова води до децентрализација. Значи да се вратиме на првата ситуација. Што се случува во моментот кога во 2013 година вие имате кракдаун на coin dealers. Че истите се преместиле, така, исто како USDT, веднаш истите избегале надвор од Америка и продолжиле да работат. Тоа е оно што постојано го кажувам. Америка не е светот. Америка е само една земја која што наскоро нема веќе да биде на прво место и нема да биде таа битната која што ќе кажува што се случува. За жал се уште е и се уште има еден многу голем джокер во ракавот за кој што ќе поразговараме, но сега мораме да разбереме што ова би можело да доведе и затоа јас велам. Ваквиот кракдаун, оваа нивна операција Choke Point 2.0 може само да ги донесе до ситуација да си го избркаат бизнисот, што јас се надевам дека ќе се случи. Значи почекајте да дојдеме до овој сегмент на табови и ќе ви стане јасно што уствари сакам да кажам. Сега моментално ќе ги исклучам овие табови за банките затоа што мислам дека ни се јасни и сваќате што уствари сакам да кажам во однос на кракдаунот кој што се прави врз банките. Сега да продолжиме со кракдаунот на крипто. Значи ова беше првата ситуација, ако се сеќавате, во која што успешно СЕК успеа да изнуди 30 милиони, че они го прават тоа за изнуда пари, значи не го прават тоа затоа што се загрижени за вас како инвеститори, затоа што ниту во една друга држава во светот Кракен не е оптужена, зашто другите држави не го следеа овој пример. Така. Сега проблемот каде е? Проблемот е што сега моментално се очекува дека ваквата пресуда која што има, не е ни пресуда, туку е спогодба за Кракен, значи се ќе искористи да ги нападне останатите протоколи кои што имаат моментално
стейкинг платформи, а тоа е кој друг ако не самиот Coinbase, кој што моментално представува најголемата менувачница во Америка веднаш после колапсот на FTX. Сега, не мора да биде само Coinbase, има и други кои што моментално работат на територија на Америка, како што е Binance US, како што се еден куп други, Bitfinex, значи сите имаат стейкинг. Со тоа што, значи проблемот е што ова е дел од crackdown. Значи ова е дел од тоа што сега моментално, значи се гледате се удира на се, на банки, на менувачници, на проекти. Зошто велам на проекти? Затоа што да не заборавиме дека еден од главните проекти кои што моментално само што не е излегол од завршување на Шангај нели апгрейдот, тоест Ethereum, значи ќе добие unstaking. До сега се уште се рачуна како proof of work, односно се уште нема staking rewards. А кога веќе има джокер со кој што они докажале дека стейкингот представува значи дека стейкингот представува security, дека се хартија од вредност, значи на тој начин не значи дека ќе само кон менувачици, може да одат и кон проекти. Повторно, тоа не значи дека они сега веднаш ќе поднесат тужба против Ethereum, но ова се стравови на пазарот кои што мораме да ги земеме во предвид, кои што јас верувам дека ќе доведат само до пат на нивната хегемонија моментално во криптосекторот и се надевам дека тоа ќе си го направат сами. Сега, што се случува следно? Coinbase самите по себе моментално се изјаснија дека доколку се ги нападни, значи веднаш ќе продолжат на суд да се бранат дека нели нивната стейкинг програма не представува security, односно хартија од вредност. Дали тоа ќе успее или не знам, но сакам да кажам дека Coinbase е спремен да се брани сами од себе си. Битно е дека веќе има најави дека значи самиот SEC се спрема да ја нападне Coinbase. И да не заборавиме, уште една многу битна работа, се уште не е завршена ситуацијата со Ripple, која што може да заврши во една или во друга насока, која што исто така ќе биде, верувам, дел од ваквиот choke point 2.0, затоа што ако веќе имате цела администрација која што е насочена кон негативно регулирање на крипто, тоа не го менува фактот дека истото може да се одрази и на судските одлуки кои што нели се независни врз проекти кои што веќе се под притисок на ваквите органи. Повторно, не велам дека Ripple ќе изгуби, уште еднаш ќе напоменам, дури Ripple да изгуби, јас Ripple не го продавам, со оглед на фактот дека Ripple има многу поголема иднина од Жабоков и неговите нели амбиции да стане одговорен на крипто, што моментално не верувам дека ќе се случи. Но како и да е, не заборавајте дека администрацијата во Америка полека се менјава и дека за една година ќе имаме претседателски избори. А со ваков тип на крипто crackdown, знаете кој ќе добие претседателско место? Сигурно не тој што моментално е воведува оваа програма. Така да овој ако се случува, ќе се случува само уште одреден временски период. Значи јас пак ќе кажам, не можам да бидам сигурен, но ако се сеќавате ова го напоменив, во ова можам да бидам сигурен. Зошто го велам тоа? Моментално има огромен број на американци кои што поседуваат и сакаат да поседуваат крипто. Вие нема да гласате председател кој што моментално оди отворено против стейкинг, против крипто, против се што е поврзано со крипто, така да голема веројатност дека сите овие моментално циркузи кои што ги гледаме ќе престанат да постојат негде блиску околу следногодишните претседателски избори, а нормално дека мора да престанат и во оваа година, затоа што се многу блиску до почетокот на нивната кампања, затоа што они една година кампања прават за тоа кој ќе биде следен главен морон во Америка. Така да нели, овдека го имаме и Трамп, кој што знаеме и сами дека претходно ја прекинал оваа пракса во 2017 година и верувам дека тоа ќе се случи повторно со оглед на фактот дека истиот има големи шанси да го освои ова место повторно. Дали за жал или за среќа, тоа останува да видиме, но како и да е, битно е дека на еден или на друг начин ќе мораат да престанат, затоа што ваквиот притисок само ќе им одземе гласови кои што им се битни. Сега, уште еднаш да не заборавиме, битниот момент е дека, значи, вториот по големина проект кој што може да биде нападат, кој што на некој начин би било не катастрофално, туку би имал на некој начин значаен пат на криптосферата, би бил напад на SEC врз Ethereum. Се уште немаме значи таква официјална вест, се додека ја немаме, не верувам дека ќе имаме поместување на пазарот, но тоа не го исклучува фактот дека на вистина SEC може да поднесе тужба против Ethereum. Сега, проблемот е што имајте го во предвид. SEC не може да поднесе тужба против Ethereum се додека конечно Шангај апгрейдот не биде реализиран. Зошто го велам тоа? Затоа што се уште Ethereum не може да биде unstaked, односно сите оние кои што ставиле стейк на Ethereum, едноставно не може да го извадат надвор. А ако не може да го извадат, тоа значи дека се уште SEC не може да го смета за стейкинг, односно за security, и поради оваа причина, дури откако ќе биде реализиран Шангај форкот, ќе можеме да очекуваме потенцијален напад на Ethereum.
потенцијал, не заборавајте. Никој не рече дека сигурно ќе се случи. Значи имајте го тоа превид секогаш кога разговараме за оваа ситуација. Сега, истото можеме да го погледнеме и кога ваквите големи компании како Visa и Mastercard од нигде никаде пред само неколку дена одлучија дека, ако се сеќавате, они беа многу про крипто, така. Значи немаше проект со кој што не почна да работи. Сега одеднаш и двете најавуваат дека ќе забават со блокчейн адаптации, но не заборавајте, ќе забават, нема да запрат. Значи ова не е бан, тоа сакам да ви го кажам. И самите кажуваат ова е поради ситуацијата во која што моментално се обидува целиот свет да направи некаква регулатива, што и да е тоа, и затоа Visa и Mastercard велат дека моментално ќе забават со адаптација и со работа со крипто проекти, се додека не се најде јасна регулатива или додека ваквиот кракдаун не престане. Значи, исклучиво вака е кажано тоа од страна на Visa и Mastercard, а тоа би сигнифицирало дека ваквиот bear market може да продолжи уште малку. Повторно, bear market не зашто ќе ги добиеме ново дно, јас се уште не верувам дека тоа ќе се случи, никогаш не можеме да бидеме 99% сигурни, но се уште мораме да бидеме предпазливи затоа што вакви типови на акции вие едноставно не може да предвидите. Значи некој сенилен дедо во Мурика се разбудил денеска и вика, знаеш што, ајде од денеска крипто ќе правиме нели проблеми, така да имајте го тоа превид во ваквите ситуации, тоа се оние непредвидливи моменти на пазарот кои што постојано ви ги кажувам, затоа и понатаму имаме 10% од нашето портфолио не е алоцирано поради ваков тип на идиотизми. Така да имајте го тоа превид, секогаш гледајте да прво истражувате на пазарот цел да бидете информирани, а второ имајте вакви contingent plan, како што се вели, односно резервна ситуација на капитал или можеби ако имате некои помалку битни проекти кои што би сакале да ги ликвидирате во случај да купите подолу, не можам да ви кажам што да правите, останува на вас, но битно е да ги земеме сите овие вести во предвид кога одлучуваме за насоценото портфолио. Сега, значи, првиот сегмент беше напад на банките кои што работат со крипто. Вториот сегмент беше напад на самото крипто, со тоа што прво беа нападнати меновачниците, потоа очигледно ќе бидат нападнати како што се многу проекти нападнати, знаеш дека не е еден проект, значи знаете има многу проекти кои што моментално беа нападнати и успешно на некој начин соборени, како што е Library, моментално Ripple, претходно многу други. Исто моментално се напаѓа и оние кои што произведуваат стейблкоин. Ова е еден од најбитните сегменти кои што ќе обрнеме многу внимание. Пред да го направиме тоа, сакам, значи ќе се вратам на овој момент, затоа што ова е последниот и најбитен момент за кој што очигледно е дека Америка се обидува да го искористи со цел да го контролира криптосекторот и со негативна регулатива. Сега, пред да продолжиме околу ова, би сакал само да напоменам дека сето оно што моментално го кажам како крактаун на крипто на американско ниво, значи FATF, ако се сеќавате, овие едни од моите омилени. Ако не сте погледнали кој е FATF, ќе ве замолам погледнете, имаме специјално видео, само во search табот на нашиот канал запишете FATF и ќе можете да погледнете која е оваа агенција и што ја работи. Само на кратко, значи FATF представува агенција која што работи како значи тоа се експерти на светско ниво кои што не даваат законодавство, туку даваат препораки за тоа како да се сузбие перење на пари. Со тоа што во оваа ситуација нормално и виртуалните средства, во случајот нели криптовалутите, се сметаат за перење на пари, нормално што очекувате од дегени, со тоа што, значи моментално тоа што Америка го прави на своја територија, FATF го прави во нејзино име низ целиот свет. Проблемот со FATF е што има собствена листа, која ќе го погледнете видео за FATF ќе ви биде многу појасно, која што доколку не ги почитувате препораките кои што ги дава, ќе бидете ставени и ваквата листа значи дека повторно истата ситуација. Значи ќе бидете исклучени од SWIFT, ќе бидете исклучени од сите овие мрежи на финансиска соработка помеѓу светот и на тој начин поради тоа што вие представувате ризик, ќе бидете отстранети од целата финансиска сцена. Значи FATF е споредува политиката на Америка во светот. За жал, тоа е реалност и тоа е вистината. Зошто го велам ова? Значи едноставно само погледнете FATF лист. Значи гледајте го, list of high risk countries, да погледнеме кои се значи овие моментално кои што представуваат висок ризик, затоа што поседуваат две листи, едната е сива, а другата е црна. Со тоа што ако се најдете на црната листа, никој не може да ви помогне, додека ако се најдете на сивата листа, нели треба да се поправите пред да бидете и понатаму нели банирани практично. Со тоа што еве да погледнеме кои се на црната листа, веднаш ќе ви стане јасно. Да, ова се моментално додадени на сивата листа кои што може да ги видиме овде, само да ги најдем. Значи
сега ти ги најам точно листите, само момент. Може да погледнете, црната листа се состои од 3, а тоа е Иран, Северна Кореја и Мјанмар. Значи, одма и станува јасно дека ова се најблиските пријатели на Америка, нормално. Јас се уште не знам како не се наоѓа Русија нова, значи нема санкција која што не е против нејзе, а овдека може да ги погледнеме и они на сива листа кои што моментално се под така речено надзор и нормално истите им се скратени одредени, овдека може да ги погледнете, им се скратени одредени да речем привилегии, се додека не се вратат, односно не ги применуваат овие препораки, вклучувајќи ги препораките за крипто нормално. И јас само една работа не да разберам, најдобрите пријатели на Балканот ги ставиле на оваа листа, тоа е срамота. Мислам дека тоа треба веднаш да се поправи, значи да не се лажеме. Сега, значи пред да продолжиме како што рекоме со стейблкоин, би сакал само уште еднаш да напоменам каква е ситуацијата во светот пред да се вратиме за тоа како Америка се обидува и ќе се обидува подоцна да го манипулира крипто пазар. Значи FATF е куќето на Америка во целиот свет кој што моментално се обидува да ја примени легислативата која што е активна во Америка, односно сите оние кои што имаат проблем со Америка се директно нападнати од ваквата агенција. Сега, G20 самитот, ако се сеќавате, ова веќе го разговаравме, повторно, значи G20 самитот се 20 најразвиени земји во светот, каде што веќе се разговара за глобална крипторегулатива. Со тоа што повторно, ова не значи дека ќе оди се во негативно, значи станува збор за, значи гледајте, овдека, иако се спомнува криптобан, значи криптобан се спомнува, но не се разговара дека тоа ќе биде направено, туку, сега ќе ви кажам што е следното, односно, според, значи ако се сеќавате G20 во водство на Индија веќе неколку пати на своите состаноци разговара за тоа што ќе се прави со крипто на светско ниво. Уште еднаш да напоменам, ако ова не е доказ дека станува збор за светска адаптација на крипто, не знам што е. Значи 20 на големи економии, една од главните точки има што да прават со крипто секторот. Тоа значи дека сме дојдени до светска адаптација. Вие не знам дали разбирате колку е тоа сериозно. Значи во овој момент дали они сакаат или не веќе не е прашање. Значи ние се наметнуваме самите ние, луѓето кои што користат крипто како проблем со кој што мора да се справат. Ова е за нив проблем, затоа што ова е закана за нивниот корумпиран монетарен систем. Со тоа што моментално, значи ова е нова одлука која што јас само што ја најдов денес, значи има нова одлука со која што FSB, ова е исто така агенција заедно со IMF, за кој што ќе поразговараме овде, значи тоа се двете како да кажем, значи FSB е Financial Stability Board и IMF е International Monetary Fund. Значи тоа се две од оние глобални институции кои што се занимаваат со стабилноста на финансискиот систем и се занимаваат со решавање на проблеми на монетарна политика на различни држави. Со тоа што моментално е решено дека G20 вели ќе земе во предвид рамката на регулатива која што ќе биде изработена од FSB и IMF, а тоа ќе биде така наречен, значи synthesis paper, односно моментално работат на финализирање на овој synthesis paper, овие две големи институции во светот, кој што потоа треба да биде прифатен од G20. Што е моментално целата идеја на ова? Целата идеја е да се направи регулатива која што наеднаш ќе настапи во целиот свет и на тој начин ќе може да на некој начин да, како да кажам, да го ограничи криптосекторот и да му даде одредена регулатива. Може би ќе биде негативно, може би ќе биде позитивно, останува да видиме, но не можеме да знаеме сега дека ваквата, да речем, ваквиот труд не е објавен од страна на овие две агенции. Но во секој случај, ако погледнеме што се случува во остатокот од светот, значи сега ќе го кажам зошто е тоа така. Мораме да погледнеме што се случува моментално во различни држави со цел да видиме дали ќе биде позитивен или негативен. Зошто го велам тоа? Значи G20 составено 20 најголеми економии, да погледнеме некои од нив. Моментално Англија најавува дека ќе има, значи не само што најавува, туку истиот е изработен. Значи може да видите ова е моментално од Treasury, значи како ќе дое. Пак не е Министерство за финансии, туку ова е на некој начин, ајде Централната банка на Англија би било, не знам како точно да го преведам, на Англија. Моментално има изработено, значи може да видите и сами, регулаторна рамка за криптовалути. Значи до вчера не знаеа што се криптовалути, сега наеднаш прават регулаторна рамка за криптовалути, а од многу различни канали информации можеме да видиме дека ваквата рамка е на некој начин криптопозитивна. Односно на вистина, според тоа што го имам видено од многу канали, кои што многу подетално го анализира ова, значи Англија се обидува да се направи себе си како crypto-friendly country
и можеме тоа да го видиме според пример, прост пример. Значи, моментално Ripple се премести во, ако не се лажам, Северна Ирска и бара дозвола од Ирска и Англија да биде финансиска институција на територија на Commonwealth, практично на Обединетото кралство. Со тоа, значи, вие зошто би се префрлиле од Америка во Обединетото кралство, ако не е подобра самата политика на крипто, така. Значи, следно, Мика започнува со работа негде на почетокот на оваа година, се очекува во првото тромесечие, значи од 2023 година, вајда до крајот на овој месец, истото да биде и ратификувано и да биде практично веќе постепено применето низ целата Европска унија, а гледаме дека Европска унија на вистина сега за сега е френдли поставена, односно на вистина има пријателски однос кон крипто, со оглед на фактот дека самиот Мика проповеда дека доколку крипто проект или да речам компанија менувачница и слично е легална и ги исполни условите во една членка на Европска унија, автоматски е легална во целата Европска унија. Со тоа што да не заборавиме дека надградба на ова е и моментално Европската унија која што бара, значи побрз, на некој начин на брз начин да биде донесено крипто законодавство за банки, со цел да им се даде на банките моќ да вршат крипто кастади за големи клиенти и институции. Значи тоа е, што е тоа ако не е крипто френдли, така? Значи гледаме дека има и соодветен закон за крипто, гледаме дека и моментално е во изработка на брз начин, да речеме, закон со кој што ќе се забрза адаптацијата на крипто во банките во Европа. Зборуваме за цела Европска унија, значи се обидуваат да направат закон во сите држави во Европска унија да биде дозволено, регулирано и нели на брз начин од сега па во иднина реализирано крипто кастади во банките. Следна, значи сега гледаме Англија со позитивен аспект за крипто, Европската унија со позитивен аспект за крипто, Кина која што го банираше крипто првенствено, знаете и сами, многу пати сме разговарале, моментално преку својот двоен систем во Хонг Конг, многу убав град, значи сум бил преубав, ако имате шанса, одете и видете го, значи со вториот систем кој што моментално е во Хонг Конг, знаете и сами, доколку не знаете, Кина е поделена на два система, едниот е Хонг Конг, кој што не е посебна држава, е во склоп на Кина, но има свој собствен систем и своји собствени органи, додека вториот е самата Mainland China, кој што го нарекуваат, значи тоа е самиот главен систем на Пекинг. Така да, се обидуваат да се исперат од тоа што моментално од 1 јуни ќе биде дозволено во Хонг Конг за резидентите на Хонг Конг, а нормално и резидентите на Кина, да држат крипто во територија на Хонг Конг. Зошто го прават тоа? Очигледно затоа што не сакаат да го пропуштат со еден bull market, со нивото глупаво банирање на мајнери и на криптовалути, и сега за да не речат дека еве сега моментално ние се откажуваме од банот, на тој начин вие замислите цел свет што ти кажеш за тоа, така? Значи моментално еве ќе дозволиме во нашиот стор систем и ако некој сака од нели кинезите може да купи и да држи крипто на територија на Хонг Конг, што е нели вие ако имате Binance Hong Kong, вие ќе купите од таа компанија и вас ќе ви биде нормално легално тоа. Сега следно за кое што треба да поразговараме е Саудиска Арабија, која што јавно кажува дека сака да биде следната глобална крипто хаб, во случајов или на некој начин следниот глобален центар за крипто. Значи ова е многу битно затоа што дури многу од каналите кои што се големи како што е на пример Coinbiro се преселени во Саудиска Арабија и Дубај и оние да речем јужни арапски држави, каде што крипто е многу добро прифатено. Највеќе затоа што сите овие држави се свесни дека полека доаѓа крајот на оваа нафтена, да речем, нафтена империја која што имаат, затоа што во моментот кога ќе почне да се превзема од страна на светот користење повеќе на алтернативни горива како што е да речем електрична енергија, соларна енергија и слично, во оваа ситуација значи ќе имате и пад на моќта на овие држави, така да тие огромни пари кои што истите овие држави ги имаат направено, сите овие да речем најголеми производители во ОПЕК, се обидуваат да ги трансформираат во она што е следно, а тоа е криптоиндустријата и на тој начин се обидуваат да се проредат себе си во оваа нова индустрија. Значи и сите арапски држави се прокрипто настроени, како и Русија, знаете и сами, значи најголемата банка во Русија моментално отвара платформа на Ethereum за државна размена на криптовалути, односно ова ќе биде така речено менувачица која што е директно поседувана од Сбербанк, а во позадина и од самата Русија. И знаете и сами моментално и кралат голема биткоин фарма во дабокиот дел од Сибир, каде што моментално ќе се врши ископување на биткоин. Сега,
Зошто е битно? Затоа што и Русија е исто така криптофрендли. А сите овие земји досега се дел од G20, што значи дека ако ваквите земји се дел од G20 и имаат позитивна слика за крипторегулативата, очигледно е дека истите не би прифатиле било каков тип на регулатива која што би дошла крајно негативно од страна на овие две институции. Така да затоа и велам, ова се едни од најголемите економии во светот и истите постепено се обидуваат да прилагодат регулатива која што нема да биде крајно негативна. Така да, тоа е битно и мора да разбереме дека многу земји во светот се позитивно расположени за крипто. Значи тоа е многу битна работа. Зошто го велам тоа? Затоа што во следниот момент од ова моментално што ќе го објаснуваме, ќе објасниме како Америка на негативен начин ќе се обидува да го контролира криптосветот. И затоа реков, значи ваквиот негативен начин се надевам, значи тоа е поголема шанса дека ќе се случи, би можел да направи бекфаер, односно да се врати назад како бумеранг на политиката на Америка и сите овие големи корпорации и да речам играчи во криптосекторот да се преселат во краеви кои што се по криптофрендли, а на тој начин и Америка и нејзините следбеници кои што веруваат дека крипто нема да успее, да останат во позадина на ваквиот развој на новата индустрија. Значи, уште еднаш ќе напоменам пред да го кажам следниот кој што е многу страшен, криптоиндустријата е многу силна, може да видите и сами, не верувам дека толку лесно ќе биде искорената. Не поради големината на капиталот кој што е инвестиран, туку поради големината на потенцијалот од технологијата која што моментално се развива, а светот е свесен дека не може да ја забрани. Дури овие G20 гледате дека се свесни дека ниту со регулатива повторно нема да може да ја забранат, затоа што гледате крипто светот е глобален. Вие ќе се преселите од една во друга земја и продолжувате да работите. Уште еднаш ќе напоменам, Америка може да се занесува, но погледнете го примерот на Кина, кој што 3 поред бул маркети, значи врши бан на криптосектор. Во првиот и во вториот направи само бан на криптовалути, кој што беше неуспешен нормално, со оглед на фактот дека 60% од хешрейтот беше на територија на Кина, а во третиот го направи незамисливото, односно го банираше крипто майнингот на биткоин и на се останато, но нели претежно на биткоин, со тоа што значи буквално се докажа тоа што ние го очекувавме, значи криптоменерите само се преселија и моментално хешрейтот е на најголемо можно ниво што некогаш бил во историјата на биткоин, што значи дека не може да го запрете крипто развојот, може само да го принудите да си отиде од вашата територија, зашто моментално очигледно жалите и сега се обидувате преку втор систем да го легализирате за оние кои што сакаат да купат во вашата земја. Така да се надевам дека американците ќе направат истата грешка и ќе си дозволат да имаме уште поголема децентрализација на криптосветот, со тоа што наместо да биде фокусиран во Америка, ќе се разграничи и ќе се пресели низ целиот свет. Што моментално прави Америка што е најстрашно од сите овие аспекти кои што ги кажавме досега. Рековме прво е крипто, крекдаун на банки, со тоа што се обидуваат да ги забранат банкарските услуги на се што е крипто. Второ, напад на менувачници, кои што очигледно го видовме преку Kraken, моментално се спремаат за Coinbase. Да не забораваме дека имаат голем проблем со Binance, како тоа смее да постои најголем менувачница во светот кој што не е под наша контрола. Со тоа и моментално го нападнаа Paxos и се им го зема фактички BUSD. Ќе објасниме сега малку подетално. Значи на вистина ги напаѓаат менувачниците. Трето, значи се во напад многу големи проекти, а ќе бидат и повеќе верувам, пред се тоа да се заврши негативно за Америка. И нормално последниот момент е нападот на најстрашниот дел на стейблкоин. Односно, првиот напад беше на Paxos. Очигледно Paxos е трет по големина стейблкоин кој што го имаме на пазарот. Значи само за да објасниме, оние кои што не знаат што се стейблкоини, значи имаме посебна плейлиста на сите категории на криптовалути моментално кои што постојат во светот. Би ве замолеле да ги погледнете, затоа што таму детално може да видите што уствари представува стейблкоини, да не објаснуваме сега. Моментално можеме да видиме дека Tether се уште е на прво место со своји 71 билион, USDC е со 43, а BUSD е со 9. Сега, каде е овдека проблем? Значи, пред нападот на SEC врз BUSD, односно Paxos, тоа е компанијата која што ги минта овие долари, така? Значи, еве да видите колку беше маркет капот на BUSD. Така. Значи, ова е од самиот почеток на bear маркетот, така да нема да вземем предвид, но моментот кога SEC се придвижи против во случајов, нели, самиот Paxos, од неверојатни 16 билиони,
маркет капот на BUSD е паднат на помалку од 10. Тоа значи дека 6 билиони се изгубени од маркет капот на Paxos на BUSD поради ваквиот напад врз Paxos. Значи Paxos моментално не само што се откажа од BUSD, истиот и понатаму ќе продолжи да ги променува BUSD за долари или за можеби друг вид на валути кои што ги минта истиот, затоа што имат и PaxG, имат и TUSD и слично, значи ќе може да ги промените во нешто друго, но како и да е, BUSD престанува да биде поддржано од Paxos, а Paxos е уствари финансискиот сегмент кој што ги минта овие долари. На тој начин вие фактички го напаѓате и Binance и еден од најголемите стейблкоини како проба да видите што може да направите за другиот кој што ви е уште поголем проблем, а тоа е USDT. Каде е овдека проблемот што јас не го согледав веднаш, што сега моментално го согледувам? Сега, значи на овој начин вие фактички му одземате на Binance главниот ресурс кој што го поседува за трговија, тоа е BUSD. Така, и Binance самиот испадна и се откаже, кажа дека они моментално иако имаат права на, нели, трейдмаркот на BUSD, истиот е собственост на Paxos. Во превод се откажа од BUSD и моментално го оставија Paxos сам да се снаоѓа што ќе прави понатаму. Со тоа што моментално очекуваме дека во било кој момент ќе има официјална тужба од страна на SEC против Paxos, ова беше само најава, но очекуваме да има и официјална тужба што уште толку ќе го забрза, верувам, падот на BUSD, односно гледате дека истиот се ликвидира, се прелева во други да речем коини, стейблкоини претежно. Сега, само да ви покажам уште една многу интересна работа, значи ако се сеќавате на оваа слика, само да каде е. Да. Се сеќавате на оваа слика на ISO 20022? Се сеќавате на ова малецко овде? Ова малецко овде јас го пробаше во моментот дека уствари е Circle. Circle представува компанија која што е директно практично под покровителство на BlackRock, која што го издава USDC. Може би се слушале многу пати до сега кажувам како USDC очигледно ќе биде потенцијално и самиот CBDC на Америка. Односно, голема веројатност дека Америка нема да развива собствен проект за CBDC, туку ќе го користи USDC како практично во оваа ситуација собствен CBDC, за да не мора да развива. Зошто го велам тоа? Значи да не забораваме дека BlackRock е сакале или не боки батина во Америка, да бидеме реални, така. Со тоа што само моментално најдам оно што сакам, вака. Значи, deepening partnership with BlackRock. Значи, да не се лажиме, ова не е партнерство, ова е поседување од BlackRock. BlackRock не прави партнерство, BlackRock купува. Со тоа што ако погледнеме овдека, можеме да видиме дека менаџирањето на Circle е направено од BlackRock Advisors. Значи, менаџирање, така. Гледате и сами. Значи, ово може да го прочитате, ова е официјално на Circle на нивната страна. Вели, моментално фондот на гледате, значи самиот регулаторен фонд кој што е направен со цел минтање на овие средства е директно под менеджмент на BlackRock Advisors. Така. Значи тоа може да ви каже дека ова не е партнерство, ова е директно поседување од страна на BlackRock. А ако е поседува BlackRock, тоа значи дека го поседува кој друг ако не самата Америка. Така. Сега. Mastercard моментално, значи Mastercard се откажа од соработка со останати криптопроекти, но моментално најавува settlement pilot со USDC, односно да биде, наместо да се користи на Mastercard долар, се користи USDC. Се разбираме? Значи, да се користи USDC директно како валута на Mastercard. Да не мора да биде тоа менувано во актуелен долар. Не разбирате? Значи, тоа ви кажува дека еден од најголемите payment провайдери во светот ќе користи USDC за директно плаќање и купување. Така, сега. Зошто е ова толку битно? Значи, исто така да не забораваме исто и ова интересен факт. Значи, 28 февруари 2023 година имате огромен лејоф на сите технички компании, на сите големи корпорации во светот, а само USDC го зголемува својот став за 25%. Зошто е тоа така? Затоа што моментално, сега значи нема да навлегуваме премногу, значи USDC, портфолиото на USDC со кое што истиот може да минта долари, ако знаете и сами, значи овие issuers, овие минтери на долари, на нели криптовалути долари, може да го направат тоа само во противвредност на долари кои што ги чуваат на собствена банкарска сметка или долг на американската држава. Односно, нив им е дозволено да чуваат два вида на ресурси, а тоа е актуелни долари, значи да речеме сакам да купам USDC 100.000, така,
Значи јас давам $100,000 на банкарска сметка на USD на Circle, кој што мене ми враќа USDC 100,000, така. Што значи дека јас сум ги сменил во дигитална верзија, истите можам да ги користам во било кое време на Circle да ги вратам назад и Circle да ми ги врати во актуелни долари. Со тоа што дополнително на Circle му е дозволено да купува и долг на американската држава. Со rate hikes ваквиот долг станува се поскап и поскап. Значи нема да навлегуваме како и што, не е битно. Идејата е дека Circle поседува огромна количина на долг на Америка, значи знаете дека долгот може да биде купен на држави, и ваквиот долг, колку повеќе rate hike се ставаат, толку поскап станува. Што значи дека моментално USDC со ваквото купување на долг што е дозволен да го има, наместо да има долари за вашите USDC, има направено огромен капитал во текот на оваа претходна година кога имавме огромен број на rate hikes. Така да поради оваа причина можеме да видиме дека кога сите отпуштаат од работа, Circle и понатаму вработува. И да се вратиме на ова, значи Circle очигледно има многу големи планови. Следно што треба да го видиме е да видиме ваквата поддршка од BlackRock колку е значајна на пазарот. Јас овдека моментално имам 4 различни скриншота од крајот на февруари од 2019 година наваму. Да видиме каков е растот на Circle, затоа што знаеме и сами дека USDT постои уште од 2014 година и се уште представува најголемиот стейблкоин на пазарот. Проблемот со USDT е што не е во Америка. А знаете и сами дека единствениот начин на кој што вие може да минтате долари е со директна дозвола на институциите од Америка. Што значи дека Тетер е под директна закана дека може да биде нападнат како не знам колку пати досега. Ќе се навратиме на Тетер да завршиме прво со Circle. Сега, 2019 година да погледнеме кој е маркет капот на Tether, а кој е маркет капот на USDC. Значи, USDT 2 билиона. USDC треба прво да го најдеме, пошто е на 26-то место со 231 милиона. 10 пати помала вредност од USDT. 2020 година. USDT 4,6 билиона, USDC само да најдеме каде се наоѓа, 420, се дуплира. Така, исто како едниот, исто и другиот. Значи нема голема промена. Но, 2021 година, USDT 35, USDC скоро 9. Значи, ова веќе не е дуплирање. Значи, од 400 милиона да дојдете до 9 билиона, тоа е огромна разлика. Така, за на крај во 2022 година, значи, USDT е 79, а USDC е 53. Значи, еве да погледнеме разликата. Овдека имате од 35 на 79, тоа е, да речем, дупло и нешто, а во USDC имате од 9 на 53. Значи, 5 пати. Значи, гледате ли колку значи тоа кога имате правилни партнери на пазарот? Со тоа што веќе сите окажуваат истото. Главната цел моментално на Америка, не само на BlackRock, не само на нивото законодавство, е да го избутка USDC да биде најголемиот стейблкоин, со тоа што прави напад врз останатите стейблкоини. Со тоа што моментално гледаме што се случи на BUSD, моментално BUSD е надвор од игра, крај. Со само една одлука на една институција во Америка, BUSD излезе од игра. Погодете што ќе се случи со USDT. Еве само на кратко, значи ова е од пред една година, значи октомври 2022 година, каде вели 8 години од постоењето на Тетер, со тоа што не знам оние кои што се подолго моментално на пазарот, знаат дека барем еднаш година Тетер е нападнат од страна на Америка. Со тоа што постојано се бара да биде направен аудит од страна на компании кои што постојано мора да докажуваат дека на вистина Тетер поседува она што го кажува дека го поседува. Затоа што вие не може да имате изминтани стейблкоини, а да немате backed assets, односно да немате долари или нешто друго во противвредност на банкарска сметка. Со тоа што USDT за жал се игра со оган и многу често држи недозволени работи. Значи вие не може да купувате со овие средства, не знам, Ethereum. Значи вие мора да чувате или американски долг, затоа што тоа е долгот на самата држава која што го минта и го прави USD, или да држите сами ефективни долари. Со тоа што, значи, гледајте, не знам колку пати, значи USDT reserves question, ова не знам колку, еднаш годишно се случува каде што постојано се бара од USDT да направи нов аудит. Регулатори скрутени, постојано се поднесуваат
придавки, додавки, представки против USDT. Значи сите оние кои што моментално се ногеат во оваа крипто сфера полово знаат дека USDT е постојано под напад на Америка. Ќе напоменеме зошто, затоа што истиот е дел од моментално Isle of Man, а не е дел од со тоа што има headquarters во Хонг Конг и Isle of Man. Че вие замислете, најголемиот минтер на USD на нели стейблкоини во долари, ви е со седиште во Хонг Конг. Значи нормално дека е недозволено за Америка, тоа е непоимливо. Што моментално можеме да го видиме преку ваквиот напад. Значи моментално се форсира USDC. Дури на Coinbase, ако гледате, значи самиот Coinbase ви кажува дека е попаметно да чувате во USDC. Значи се маргинализираат сите други стейблкоини со цел да се напумпа USDC. Зошто е тоа така? Уште еднаш ќе напоменам, заклучокот е многу едноставен. Ако вие направите да ги елиминирате сите стейблкоини и на крај да дојдете до ситуација да ви биде само еден стейблкоин на располагање, значи гледаме дека се повеќе други губат од својот маркет кап, а се повеќе USDC добива. Така да во оваа ситуација ќе напоменам уште еднаш. Се наоѓаме во ситуација во која што ќе биде направено USDC да биде единствениот стейблкоин моментално на територијата на целиот свет во долари со кој што ќе може да тргувате. Можно е да се развие некој друг, може на пример да се, не знам, развие евро стейблкоин кој што би пораснал. Но сега за сега знаеме сами дека главниот дел од економијата се врши во USDC или USDT. Така да, на крајот од денот вие не може да тргувате ако немате стейблкоин. А ако единствениот стейблкоин кој што го имате на пазарот е директно поседуван од Америка, погодете што ќе се случи. Ова треба многу да ви каже дека моментално играта на Америка е да се направи напад врз стейблкоините, што верувам дека наскоро ќе го доживее USDT, со тоа што пак ќе кажам, Америка го задржува правото во било кое време да замрзне било каков тип на доларни средства доколку наводно некој направил криминал. Многу едноставно може да се исценира ситуација во која што наводно USDT направил криминал или нешто направил не како што треба, како во ситуацијата со Paxos, и една институција може директно да ги замрзне средствата на USDT. Погодете што ќе се случи со маркет капот на USDT. Вие ќе имате масовна миграција од овде, така да имате од ovo препит. Јас верувам дека ова е джокерот на Америка и верувам дека ќе се обидуваат да го, значи кога веќе не може да ги принудат сите да слушаат што сакаат да кажат, тогаш ќе го земат единствениот битен елемент кој што вас вие исклучиво од полза кога треба да замените криптовалути назад во одредена вредност на нели фиат. Затоа што знаете и сами дека тоа е единствениот начин да спречите на пример во bear market да изгубите се тоа што сте го добиле. Така, поради оваа причина ќе напоменам уште еднаш, ваквата контрола врз USDC ќе им даде директна контрола врз целиот крипто пазар барем сега за сега на Америка. Така да верувам дека ова е таа игра која што моментално ја прават. И верувам дека ова што моментално го гледаме е уствари главно како да се дојде до таа ситуација. И и СЕК моментално тоа го прави многу добро, со тоа што буквално го прави тоа што е очекувано, односно ги напаѓа стейблкоините, затоа што верувајте ми нема да биде толку голем проблем да биде нападнат Ethereum, колку што ќе биде голем проблем да биде нападнат USDT. Слушајте и ќе видите. Така да во оваа ситуација ќе напоменам уште еднаш, бидете предпазливи, ова е планот на Америка и мислам дека моментално се обидува да го реализира преку оваа лоша регулатива. Но се надевам дека ваквите позитивни вести од целиот свет, како што се регулативите во Англија, во Европа, во Саудиска Арабија и останатите, ќе бидат фактички катализатор за ваквите проекти да се преселат пред да престанат да постојат поради лоша регулатива од страна на една земја. Ова е оно што сакам да го споделам со вас, се надевам дека ќе научите нешто за она што моментално ние го истражувавме. Значи ова е пак ќе кажам збирна работа на повеќе канали кои што ги следиме, заедно со она што и ние го најдовме дополнително на целиот овој материјал, со цел да ви ја представиме сликата која што моментално се развива и да ви представиме оној рифт, она подоба во светот кој што моментално ја имаме на крипто френдли, односно земји кои што сакаат да го адаптираат крипто на позитивен начин, и Мурика која што сака како и секогаш да биде идиот, затоа што не знаете како е ова. Јас сум најголемото дете
на, да речем, игралиштето, и ако јас не си играм, никој не смее да си игра. Еве, вака буквално изгледа тоа. Така да се надевам дека научивте нешто околу ова, како и секогаш ако ви се допадна материјата, споделете ја, значи има многу луѓе кои што можеби не знаат за ова, како што може да видите нашите извори се проверени, ова се извори кои што постојано може и самите да ги проверите, на што ние постојано алудираме, значи не постои добро истражување кое што не сте го проверили самите себе си. Не верувајте никогаш ни на нашиот канал, ни на останатите, додека не го проверите тоа самите себе си. Се случуваат грешки, се случуваат, да речам, вести кои што можеби не биле точни, и затоа и ние соработуваме со многу луѓе кои што ни потврдуваат или работат со нас во пронаоѓање на нови информации. Така да, уште еднаш гледате дека навистина работиме напорно на ваше информирање, се надеваме дека тоа го цените, и како секогаш гледате ни повторно во нашето следно видео. Имајте добар ден и поздрав од CryptoGameG.